Елегантен накид по поголемни цени. MD Jewelry е правото место за вас. Порачите на линкот под видеото. Здраво сви, добровате во четвртата епизода од Are You Scared Unsolved. Денеска имаме многу збунувачки, што така можам да кажам познат случај. Се работи за исчезнувањето на Боби Дамбар. За другите детали мислам дека мораме да влеземе во овој збунувачки случај. На петок, 23 август 1912 година. 4 годишниот Боби Дамбар, заедно со неговото семејство, престојува во нивната семејна викендичка во Луизијана на езерото Свејзи, многу пошумена област, па повеќе личеше на мучуриште. Во 11 членови на забавата беа вклучени родителите на Боби Леси и Перси Дамбар, братот на Боби Алонзо, како и неколку други семејства и пријатели. На тој ден Перси Дамбар, таткото на Боби, мораше да замине на работа на разочарување на младиот Боби, кој во бес заради заминувањето на неговиот татко ја скрши неговата свамена шапка. Леси, мајката на Боби, се подготвуваше за пржење риба. Тогаш Боби изразил желба да оди со Пол Мидзи, семеен пријател, до езерото за да ловат риба. Почесто го водеше Боби јавајќи го и имаше прекар за него тежок. Мајка му го дозволи тој и останатите момчиња од забавата реши да се приклучат. Подоцна групата момчиња била повикана назад на ручек и тие почнале да се враќаат назад, иако оттука деталите станува нејасни. Пол се сеќа дека го ставил на раменици братот на Боби Алонзо, кој се пошалувал со Боби. Трни се од патот тешки или ќе те прегазам. Одговор на Боби, она што некои вестници го објавуваат како неговите последни зборови, бил карактеристичен за неговата личност, возвраќајќи. Не можеш да го направиш тоа, ти не си ништо поголем од мене. Кога се вратиле во кампот, во викендицата се звенувам, Леси сфатила дека нејзиниот син Боби повеќе не е во групата и дека го нема. Вака е почнува оваа, да речем, загадка од случај. Имено на 23 август 1912 година, Боби и неговото семејство и други многу други пријатели има некако ручек во една викендица во Луизијана на едно езерце, која и тоа било многу пошумена област, повеќе било некако мочурище. Во многуте таму била фамилијата на Боби, која што била вклучена од таткото Перси Дамбар, мајката Леси Дамбар и неговиот брат Алонзо. Подоцна Боби рекол дека сака да оди со овој Пол Мици, тој бил некој пријател невен, и тие отишле да ловат риба тука во езерото малку понатака, Вака му го пуштија Боби, тие отишле таму и подоцна кога требува да се вратат за ручек, Пол последното нешто што се сеќава дека бил со Боби било тоа што Пол го качил на грб, неушка го качил брат му на Боби Алонсо и тоа што Боби рекол, Алонсо рекол трне се Боби ќе те згазиме и овој Боби рекол не можеш ти да ме згазиш, ти не си ништо поголем од мене. И ова биле последните негови зборови и последните негови познати зборови затоа што после ова Боби се жал ќе исчезне и мислам дека мораме се да продолжиме за да видиме што се случува. Кога се вратиле во Дорам, таа и Пол почна во паника да го викаат Боби и во еден момент Леси се унесвести во нечистотијата. Тројца мажи од забавата почнаа да бараат на север по патеката за вагони зад кампот, во случај Боби да тргне по својот татко. Во потрагата тие налета на Перси на враќање на работа, кој побрза до викендичката кога слушна за исчезнувањето на Боби. До таа ноќ, без трага од Боби, трагачите почнаа да го бараат телото на Боби. Тие користеа динамит за експлозија во езерото, додека дебел кабел со масивни куки се протегаше по должина за да ги влече длабочините. Па сега не знам што им било идејата со динамитот, тие мислам дека тие го пуштија динамитот во езерото и сега тој го ќе пукне, водата ќе се распрска и за краток момент тие би виделе на дното, би го виделе телото на Боби на дното, ако още им било тоа идејата. После со кука, со дебели кабели и тој кабел дали имало кука и тие ги пуштале во езерото со надеж дека ќе го повлечат Боби, но ништо не нашле, и можеме да продолжиме. По завршувањето на ноќта, нуркачите исто така влегува во езерото за да ги преваруваат заливите, доколку куките не може да стигнат или местата каде што телото може да се заглави во плевелот. Единствениот труп што го нашле од овие напори беше труп на елен. Бидејќи телото на Боби не било продадено во езерото, трагачите верувале дека тој би можело да биде убиено животно, а најверојатниот предатор би бил алигатор. Преговарачите дојде ги отворија алигаторите, надевајќи се дека ќе ги најдат неговите останки внатре без успех.
До сабота 24 август околу 500 мажи дојдоа да го бараат Боби. Преврачите дури направија тест користејќи сламена капа со скршено ременче како она на Боби, за да тестираат колку долго може да лебди, откривајќи дека таа може да лебди непречено со часови, што ја натерава истражувачите да веруваат дека требало барем да има некои докази за капата на Боби. Еве дали направиле некој мал експеримент и направиле исто таква капа, како на Боби што ја носел дали во неговите последни мигови. Таква капа направиле за да проверат и таа кога ја стане, кога е пуштен во езерото, таа си лепдела и од тука тие заклучиле дека ако тој си ударил капата би уште би била на езерото, не би отишла никаде или ќе си повеќе по езерото, но сепак ќе биде тука. Но сепак капата на Боби не била најдена и не знам истражувачите што би помислиле, они заклучиле дека ако си ударил Боби капата би била горе, но таа не била горе и мислам дека од сега почнуваат да гледаат на други потенцијални други работи што би може да се случат на Боби. Стресот од ичезнувањето на Боби предизвикал неговата мајка Леси тешко да се разболи и повеќето од семејството мора да се вратат во својот дом во Опелусас, Луизијана. Пол Мизи, кој беше последниот возрастен што го виде Боби жив, заедно со уште двајца мажи кои беа гости на тој судбоносен ручек, ќе остави и ќе продолжи да бара уште неколку недели. Преводачите пронајдоа пар на голи стапки што водат кон железничкиот мост што се движи надвор од училиштето, без се уште никој тело, па дури трага докази за да се докаже дека е убиено животно. Оние кои продолжија случајната потрага почнаа да се прашуваат дали Боби можел да биде киднапиран. Се шпекулираше дека некој со мал брод што плове низ езерото можел да го однесе на северниот крај на езерото во заливот или некој пеш можел да го однесе на патека или по шините. Преводачите налета на имигранти кои одеа по шините и почнаа да се прашуваат дали некој од нив можел да го земе Боби. До 26 август властите контактирали со полицијата во Њу Орлеанс на околу 130 мили подалеку за да го бараат Боби таму, давајќи на оние кои инвестирале во теоријата за неговото киднапирање дополнителна надеж и официјална потврда. Перси Дамбар исто така самиот отиде во Њу Орлеанс да дистрибутира 700 копии од сликата на Боби и разговараше со многу новинари. Детективска агенција направила разгледници со слика и опис на Боби и ги испратила до градските и окружните власти од источен Тексас до Флорида. Описот на Боби кој беше широко распространет гласеше: возраст од 4 години и 4 месеци, целосна големина за возраста, крупен, но не и многу дебел, големи тркалезни сини очи, светла коса и многу светла кожа со румени образи. На левата нога има узнат изгореница од кога беше бебе, има гузна на палецот кој е нешто помало од палецот на десната нога. Во април 1913 година една жена која работела во паб дојде да ги предупреди Дамбарови дека еден стар продавач по име Вилијам Канфил Волтерс бил забележан во малиот град Хаб во јужниот дел на Мисисипи со момче кој личи на Боби. И иако неговата нога била премногу покриена со кал за да некој да добие добар изглед. Волтерс им дал на властите различни неконзистентни одговори за тоа на кого му припаѓа детето, велејќи дека тоа е негово, на неговата сестра и така натаму. На крајот, жената беше сведок како Волтерс го камшикува детето, на крајот му поднесе тужба доволно за превремено да го приведат Волтерс и да го испитаат момчето, за кое тие тогаш цврсто верува дека е Боби, но побара од Дамбарс да испитаат Дамбарови да испратат дополнителни фотодокази. Значи, его можам да кажам првиот поголем напредок во овој случај, именно во април 1913 година нека жена која што работела во паб кој виде овој Вилијам Волтерс како се движи со едно дете, кое што кога не виделе на сликите многу личило на Боби Дамбар. Подоцна тие жената некако го тужила и тоа им дозволило на полицајците да го имаат во притвор некој време за да може да го испрашаат за тоа од кај го нашо детето. Тој за детето први велел дека е негово, па на сестра му, па на брат му, па не знам друго што кажал. Све тие одговори му биле не му биле точни одговорите, и затоа тие успеале да го подржат уште малку во притвор и побарале од Дамбарови да испратат повеќе фотодокази и мисля дека мораме да продолжиме. Семејството Дамбарови остана скептични се дека не добија фотографија од момчето, а во овој момент Дамбарите отпатува во Мисисипи за да го видат лично. Се уште не сигурни дали тоа е нивниот Боби. Момчето кој го пронашли имало вузна на левото стапало, како и бенка на вратот каде што Боби имало натака. Сепак тој одби да одговори на името Боби и кога Леси се обиде да го задржи, тој одби да комуницира со неа. Леси побарава повторно да види момчето следниот ден и во нивното време заедно можела да го избања. Во овој момент таа без никакво сомневање почувствува дека тоа е Боби. Во браната емоции, таа се сеќава како извикувала: "Фала му на Бога, тоа е моето момче", пред да се несвести. Во меѓувреме, Вилијам Волтерс, човекот од кога беше одземено момчето, инсистираше дека момчето не е Боби Дамбар, туку всушност Брус Андерсон.
Вотерс тврдеше дека момчето е вомбрачен син на неговиот брат и жена по име Џули Андерсон, која се грижила за неговите постари родители во Барнсвил, Северна Каролина. Џули Андерсон беше самохрана мајка која всушност работеше како помошничка и чувар на родителите на Вилијам Вотерс. Вотерс тврдеше дека Џулија доброволно го дава момчето, што Џулија го потврди тоа, иако таа ги оспори некои деталите од неговата приказна кажувајќи го на весникот. Цитирам: Вотерс го напушти Барнсвил, Северна Калифорнија со мојот син Чарлс Брус Андерсон во февруари 1912 година. Велејќи дека сака само неколку дена да го земе детето со себе во посета на дома на неговата сестра. Од тој ден до денес не сум го видел детето. Не му го дал детето, само се согласи за тој да ми го земе детето на неколку дена. Крај на цитат. Некои беа скептични во неговите мотиви да тврдат дека му биле дадена согласност да го земе детето, бидејќи киднапирањето беше главен прекршен во Луизијана и тој можеше само да се обидува да го избегне обвинението за киднапирање. Тој им напиша на дамбарите објаснувајќи ги толку многу и ги молеше да го испратат по неа велејќи. Цитирам: Знам дека до сега сте решили дека тој е Бог. Грешите. Многу веројатно дека ќе изгуби животот поради тоа и ако тоа се случи, Господ Бог ќе ве казни. Значи, еве сега да се дополниме на претходниот исказ, еве го сега Вотерс дефинитивно тврди дека тоа детето што имал со себе е син на неговиот вомбрачен син на неговиот брат со нека жена по име Џули Андерсон. Таа нели се согласила дека му го дава на овој нели на Вотерс да го чува, но таа не знаела дека тој ќе го поведе со себе кај да оди он нели. Подоцна нели таа рекла од тоа што сум го видела син ми, нели од кога му дав на него не сум го видела, а таа па Џули Андерсон работела кај него во Северна Каролина и таму била нели во Северна Каролина се грижила за родителите на овој Вотерс, а овој Вотерс бил во Мисисипи со истото дете, нели? Тоа е многу далеко нели од Мисисипи до Северна Каролина. Тој нели го зема детето без знаење на ова. Нели таа сепак некако му дава дозвола детето да биде со него, но сигурно не му река носи во Мисисипи, нели? И сега е овој му било земено детето на овој нели, му било земено детето на Вотерс и му било дадено на Дамбарови. Дамбарови позитивно го идентификира детето како Боби Дамбар и оние си го земале. Но сепак овој сега овој Вотерс ќе го судиле за киднапирање затоа што ако не било Брус Андерсон, тоа е Боби Дамбар и он немал право за Боби Дамбар и тоа нели автоматски киднапирање, но сепак овој им пратил писмо на Дамбарови велејќи дека ако нели тоа навистина не е Боби Дамбар, вие знаете дека тоа не е Боби Дамбар, мене ќе им осудат за тоа и ќе е погуба, нели јас ќе умрам заради тоа, заради нешто што не сум направил. Јас ќе умрам заради тоа што вие лажите дека тоа е Боби Дамбар и сега не знам дали навистина лажи или навистина биле сигурни родителите негови дека е Боби Дамбар, но сепак е овој Вотерс рекол, тоа не е Боби Дамбар, вратете го детето и дека ќе ме убијат. И сепак мораме да видиме што се случило. Еден вестник во Нью Орлеанс договори да ја донесе Џули Андерсон во Мисисипи, за и таа да може да го идентификува момчето и пристигнала во Пегусас на 1 мај 1913 година. Меѓутоа, влегувајќи во родниот град на Дамбарови, Џули Андерсон во суштина веќе била на непријателска територија, затоа што градот веќе одлучи дека момчето е Боби Дамбар, кој за чудо се вратил кај нив. Неговото враќање беше направено во огромен спектакл и тој се водеше низ градот и на плоштадот на противпожарен автомобил покриен со цвеќиња. Кога Џули Андерсон го запожна момчето, тој не реагираше добро на неа, слично како што првично реагираше со Леси Дамбар, иако можеби се уште се оптеретуваше од многуте ненајдени промени во неговиот живот, вклучувајќи ги фактот дека во неговиот прекрасен нов дом што така му дава пони велосипед. Сега тука може да видиме на пример, се може да се рече тие намерно му купиле такви работи, колку тој да вика дека е Боби Дамбар, ама сепак сега тоа не можеме така да го интерпретираме, нели, тие толку време си го нема видео детето и сега нормално ќе му купува такви ствари, но сепак има тука две теории за тоа што го прави, но сепак мислам дека мора да продолжиме. Дополнително на Андерсон и да стресуваше синот уште подолго од Дамбарови. Помина 15 месеци откако таа му дозволи на Вотерс да го земе Брус и тој никогаш не се врати со него. Слично на Леси Дамбар, на почетокот Андерсон исто така имала проблем да го идентификува момчето како нејзин син, но набрзо потоа изјавила дека, цитирам, нејзиното мајчинско срце знаело дека момчето е нејзин син. Сепак, за разлика од Леси Дамбар, првичната неизвестност на Андерсон не беше лесно простена од печатот. Печатот во голема мера ја демонизираше поради тоа што има 3 деца од двајца различни мажи и се подразбираше дека е проститутка. Други ја нарекоа неписмена и наивна. Какви ставови, нели, овие новинари изнесли против неја, се морам да кажам. Тие исто така свртеа внимание на фактот дека таа ги изгубила сите нејзини деца на само 1 година.
Таа мораше да ја даде својата ќерка на посвојување, имаше бебе кој почина на најдена смрт за која погрешно беше обвинета и потоа Бруси беше одземен. А сега дали невнимателна мајка, дали е наивна, можам да речем дека е. Сега сепак тие работи да ги ставиме на страна и да согледаме дека Боби навистина бил земен на незе, не можеме да обвинуваме нели сепак. Таа сепак се уште имам син кој што ичезна, не можеме толку така да обвинуваме. Таа не сакува да ги изгуби децата. Сепак мораме да продолжиме. Во една статија напишана во New Orleans пишуваше за Андерсон, цитирам: "Таа не го видела својот син во февруари 1912 година. Го заборавила. Животните не забораваат, но оваа голема, груба селска жена го заборави својот син." Значи, уште еден, да речем така, непотребен став од новинарите во New Orleans тоа време, сепак тие критикуваат затоа што таа веднаш не можела да го препознае синот и рекле дека го заборавила синот, нели? Го заборавила синот од тогаш и не било гајде и затоа сега не може да го идентификува како нејзин син. Но таа подосна и дефинитивно вика дека тој е нејзин син, но сепак не го даде. Пресконзумајќи, се извинувам сега Дором, арбитар назначен од судот пресуди дека можете исчезнатиот синот на Барови, а не Андерсон. Бидејќи Андерсон немал адвокат, немала пари и сојузници во Пеусас. Така го напуштува градот и на момчето неспорно му било дозволено да остане Боби Дамбар. Вилијам Вотер спомена низ двонеделно судење кој некој го пише како сенсационално, на кој беше осуден за киднапирање и осуден на доживотен затвор. По само 2 години во затвор, пресудата на Вилијам Вотерс беше поништена по жала и му беше одобрено ново судење за технички аспект. Што се нанесува до момчето, тој пораснал живее како Боби Дамбар. На 18 години се залюби во девојка по име Марџори од блискиот град. Тие се венчани во 1935 година и имале 4 деца. Тој почина во 1966 година, секогаш верувајќи дека е Боби Дамбар. Нова приказна не завршува тука. Прескокнувајќи напред, пред да го почне овој пасус да објасниме повеќе, нели судијата на суд се одлучува дека тоа момче навистина е Боби Дамбар, одлучува дека навистина овој Вотерс го киднапирал Дамбар и затоа овој Вотерс заврши во затвор. На Џули Андерсон нели не го вратиле синот, нели рекле дека тоа е Боби Дамбар, дека тоа не е Брус Андерсон, таа нели останала без син додека фамилијата Дамбар наводно го добила своето дете, нели тоа не можеме да го кажеме. И сепак мислам дека сега мораме да продолжиме за да согледаме што се случило откако се кажува дека официјално дека нели момчето било Боби Дамбар. Прескокнувајќи напред кон 1999 година. Внуката на Боби Дамбар, Маргарет Дамбар Катрайт, почна да гледа подлабоко во историјата на нејзиното семејство. Катрайт отсекогаш била особено заинтригирана од семејната легенда за киднапирањето на нејзиниот дедо и многу пати во детството барала од баба и да ја раскаже приказната. Тоа што беше приказна што таа ја раскажа на своите деца. Катрайт веднаш забележува несогласување во тоа како весниците ги известуваат на станите. Например, имаше најмалку 2 различни пријавени верзии на повторното обединување на Леси и Боби. Еден вестник изјави дека Леси веднаш го препознава Боби, додека другиот ја опишува Леси како несигурна, дури и вклучи цитат од Леси кој вели, цитирам: "Не знам, не сум сосема сигурна." Таа што така откри дека Перси и Леси првично им кажале на вестниците дека момчето не личи на нивниот син и дека неговите очи се премногу мали. Некои вестници исто така објавија дека Боби не го препознал својот татко, мајка или брата Вонзо. Таа исто така беше вознемирена да ги прочита многуте пристрастни извештаи на Џули Андерсон во тоа време и да го прочита тоа од перспектива на Андерсон. Почувствува дека Дамбари го киднапирале нејзиниот син. Линда Тарвер, внуката на Џули Андерсон, вели за семејната перцепција. Цитирам: "Сите ние братовчетки пораснавме и знаевме дека имавме војко што го зеде семејството Дамбар во Пеусас, во Луизијана. Секогаш велевме дека киднапирам. Рековме го киднапираа." Значи, сега повеќе перцепции, тука имаме повеќе нели извештаи од повеќе од 2 различни страни можам да кажам и целиот овој случај не може точно да се знае, не можеме сега точно да знаеме што се случило пред 120 години затоа што самите вестници нели можеме да речеме дека не е важно на некој начин. Имало еден вестник кој што велел дека мајката на Боби Дамбар веднаш го препознала, а друг вестник повелел дека таа била несигурна и не можела веднаш да го препознае. Значи не знаеме сега на што да веруваме попрво. Иначе и овие фамилија нели 2 различни фамилии, фамилијата Дамбар и фамилијата Андерсон имале 2 различни перцепции. Фамилијата Дамбар велеле дека нашиот војко или дедо што е бил киднапиран од Андерсонови и потоа бил вратен кај нас, а пак Андерсонови велат дека нашиот војко Андерсон бил киднапиран од Дамбарови и таму останал.
И сега, нели, ова се две перцепции, можам да кажам. Мислам, нека мора да продолжиме за да видиме што се случило. Катарит обсесивно, Катарит обсесивно ја продолжи својата потрага истражувајќи во малите градски библиотеки и архиви низ целиот југ. На крајот се појавила идејата за тестирање на ДНК на нејзиниот дедо. Таткото на Катарит, Боби Дамбар Џуниор, се согласил да даде примерок од ДНК за да го спореди со примерокот што го дава еден од нејзините вуковци, син на братот на Боби, Алонзо. Ова беше контроверзен избор и многумина семејството го повикаа Дамбар да го остави мејатото на мира. Джералд Дамбар, еден од вуковците на Катарит, рече за ова прашање. Без разлика како ќе излезе ДНК тестот, ќе си има чувство на забава. Што може да се добие од се тоа? Токму кога се вратија резултатите од тестот, шокантно, примерците не се поклопија, оставајќи го изненаден и самиот син на Боби, Роберт Дамбар Џуниор. Тој рече за исходот. Цитирам: "Мојата намера беше да докажам дека сме Дамбарови. Резултатите не испаднаа така и морав да направам малку прилагодување на моето размислување. Но би го направил тоа повторно. Сепак, иако овој тест докажува дека момчето не било Боби Дамбар, се чини дека не бил спроведен тест за да се докаже дека момчето всушност навистина е Брус Андерсон. Холис Роуз, синот на Андерсон, синот на Џули Андерсон, синот на Андерсонови се извинувам, изразил подготвеност да поднесе ДНК пред тој да почине, но дури и без потвора за тие докази од ДНК, многумина беа способни да веруваат дека Боби Дамбар всушност бил Брус Андерсон. Во однос на погрешно идентификување како Дамбар, Боби Дамбар Џуниор се присети на разговорот што го водел со својот татко кога бил тинејџер, во кој го прашал татко му како знава дека е Боби Дамбар и се сетил дека татко му рекол. Цитирам: "Јас знам кој сум јас и ти знаеш кој си ти. Ништо друго не прави разлика." Ова разрешува мистеријата за проведеното момче, а сепак застрашувачката мистерија околу изгубеното момче продолжува да обстојува. Многумина се прашуваат што всушност се случи со Боби Дамбар тој ден. Некој продолжува да верува дека тој бил изеден од животно, како што се алигатор или мечка, иако никош не биле пронајдени докази како што е обреката што кажуваат на тоа. Некој се прашува дали тој навистина бил киднапиран. И ја сега мислам дека може да го одговориме прашањето што го водиме низ оваа цела епизода, можам да кажам. Тоа момче не било Боби Дамбар, ама сепак не се знае дали тоа момче навистина било Брус Андерсон, или изгубениот син на Џули Андерсон. Значи тоа не било Боби Дамбар, сите фамилијата нели била греш, цело време нели не биле во право, исто така и овој како се викаше нели Волтер Шојко што го воде момчето со себе, нели тој неправедно бил во затвор, нели го судили за киднапирање на Боби Дамбар, но тоа не било Боби Дамбар. Но сепак, иако не е Боби Дамбар, иако не е Брус Андерсон, тој сепак би можел да киднапира момче и сега можеме да речеме дека момче бил некој трето. Би можело да биде не биде ни Брус Андерсон, ни Боби Дамбар. Нели сепак како што рековме, ова тој те само докажува дека момчето не било Боби Дамбар, но не докажува дека момчето навистина било Брус Андерсон. Во едно интервју во 1932 година, Боби Дамбар, кој веројатно бил Брус Андерсон, се присетил на сеќавањето на времето со Вилијам Волтерс, во кој открил дека се сеќава дека со него имало уште едно момче кој паднало во вагонот и умрело и било погребано. Некои се прашува дали спомената е спомена сугестија, бидејќи имаше теории поставени од обвинителството на судењето на Волтерс дека тој може да ги киднапира, дека судењето на Волтерс, дека Волтерс би можел да ги киднапира и Андерсон и Дамбар. Психолошки некој тврди дека овие теории можеле да му дозволат научено да ја рационализира смртта на Брус Андерсон и да дозволи да започне наративот како Боби Дамбар. Па мислам дека не знам што да мислиме повеќе, не знам што да кажам повеќе за овој сензационален случај. Како што кажеме, момчето не било Боби Дамбар, и сега дали било Брус Андерсон, дали било некој друго момче, за сега ќе стане неразјаснет дали. Сепак, главната мистерија останува, а тоа е што се случило со Боби Дамбар. Нели, ако ова момче не е Боби Дамбар, кај е Боби Дамбар? Нели, тоа е една мистерија, а втора мистерија е што се случило и со Брус Андерсон, нели? Така. И трета мистерија е, нели, ако не е Боби Дамбар, и ако не е Брус Андерсон, кој е момче? Значи, првпат, нели, можам да кажам, првпат во една епизода, 3 мистерии разгледавме на некој начин. И мислам дека овој случај е многу стари, за жал ќе остане неразјаснет, нели тие 3 работи што ги кажам се ќе остане неразјаснети, а прашањето дали момчето што го нашле Дамбарови што го зеле со нив било Боби Дамбар, тоа прашање останува разјаснето и можеме да кажеме нели со сигурност дека тоа момче не било Боби Дамбар. Јас искрено не знам што да кажам, ова е многу тежок да речем случај, многу комплициран.
сепак откривме некои работи, но сепак од таа работа од таа работа повеќе мистери излегла, можам да кажам, и мислам дека веќе да не кажуваме ништо, можеме да затвориме оваа сензационална епизода. Се гледаме во петок. До тогаш пријатно и се најдобро.